Во тек сме на нова дебата за изгледот на македонскиот државен грб и негова промена. Зошто досега парцијално го менувавме изгледот на така наречениот социјалистички грб? Дали со промената на државниот символ ќе следува измени на што туку променетите лични документи, пред се пасошот? Доктор Јован Јоновски, професор и основач на Македонското хералдичко друштво, добре дојдете во емисијата. Добре ве најдов. Господин Јоновски, како вие гледате на идејата промена на грбот, а веројатно би одела во пакет со химната? Прашањето за грбот датира уште од многу поодамна. Уште со осамостојувањето на Македонија 1991 година, целата јавна дебата е дека грбот треба да се усвои. Уставот од 17 ноември 1991 година не ги внесува символите во Уставот, затоа што се уште не се готови, туку спомнува само дека треба да се донесат со двотретинско мнозинство и Уставниот закон вели дека ќе се донесат за 6 месеци. Ниту знамето, ниту грбот не беа донесени во тие 6 месеци. И тоа е еден процес кој што обстојува уште од тогаш. Пасошите наши долги години беа без грб, во очекување дека прашањето ќе се реши. Значи, прашањето на грбот е отворено уште од самиот почеток на осамостојувањето на Македонија со овие моменти што ги спомнав, така да практичко Македонија добива грб дури 2009 година. И на македонскиот грб практично, значи легално, никогаш нема ни звезда. Како да се направи култура на почит кон државните символи? Сите символи се градат. Значи нема символ кој што е даден сам по себе. Тоа го гледаме во историјата на многу други држави, каде што прашањето на државниот грб треба да се гради. Затоа што во основа самиот државен грб е нешто кое што е донесено од елитата. Дали ќе биде тоа благородничка елита, дали ќе биде тоа некоја политичка елита, се донесува грб и потоа треба да се гради самиот однос. Ако се сеќава, најдобар пример е нашето знаме. 95-та година кога е донесено знамето, никој не го сакаше. Сите го зборува како вентилатор, општините кои што беа водени од ВМРО не го ни сменија до крајот на до локалните избори. Сега ако го видиме, ситуацијата е прилично променета. Значи ни требаше долго време да почнеме тој символ да го доживуваме поинаку. И тоа е исто со сите символи. Добро, каков грб на Македонија, државен грб, е потребен за да го отсликува мултиетничкиот карактер, а при тоа никој да нема забелешка? А нема такво нешто. Значи не постои грб кој што има што прикажува мултиетничката состојба во смисол на тоа дека треба да биде збирштина на символи. Југословенскиот грб е првиот случај каде што ние имаме представување. Значи, почетно кога е донесен 43 година, има 5 факели, изразувајќи ги 5 народи кои што стојат во него. Потоа со признавањето или препознавањето на муслиманскиот народ, стануваат 6. Но никаде не пишува кој факел е на кој народ. Значи, и Белгија е мултиетничка, и Швајцарија е мултиетничка, федерација се со кантони се. Така, но грбот е еден. Каде се истражува? Во времето на Александар Македонски, во отоманството, во традиционалните релјефи, реки, води, планини, животни, значи, символи? Прашањето, тука мораме да го поделиме. Значи, дали стануваме за символот кој што е употребен, или станува збор за грбот. Затоа што символите кои што ги имаме, дали ќе станува збор за сонце, дали ќе станува збор за орел, за лав, не знам, за грифон, тие можеме да ги бараме од почетоците на цивилизацијата, може да ги бараме насекаде. Ако зборуваме за грбови, така, грбовите поврзани со Македонија, ние почнуваме да ги бараме во средновековна Европа, во изворите на средновековна Европа. Значи, таму станува збор за перцепцијата на Европа, во таа своја алегориско сваќање на нештата за големите јунаци, за големите земји, кои што се уште да речеме почетокот од 13 век.
Во едно ваше подалечно интервју, ќе ве цитирам, поделеноста и политизирањето се пресилни за да се направи и гради символ за државно обединување. Ние немаме и домашно воспитување за поклон пред символите на државност. И сега како да се интегрира, например, орелот и лавот. А зашто да се интегрира орелот и лавот? Значи, едноставно повторно тргуваме, значи имаме нека многу сулуда представа дека грбот треба да биде направен од единечни символи кои што ние ги перципираме како некои национални или символи. Тако нешто не постои. Реков уште еднаш, грбот е грб на државата, на апаратот. Ние во самата интерпретација на грбот можеме да дадеме што значат символите. Господин Јоновски, кога се зборува околу можноста за промена на државниот грб, се говори за цел пакет на измени, а тоа е химната, знамето, уставни промени со што би се редефинирала позицијата на албанците. Тоа е политичко прашање кое што парламентот го донесува, јас тука не би можел да коментирам. Како вие гледате химна без текст? Како гледам химна без текст? Можам да ја слушам само без текст. Химната, тоа е работа, одлука на парламентот. Значи, прашањето е дали химната без текст ќе го реши проблемот, затоа што химната зборува за македонци. Македонците се борат, така. Таму не ни кажува што се македонците и кои се македонците. Пасошите наши пишува дека ти си македонец, дробна црта и така натаму. Таму македонец не подразбира етничка припадност. На албанците не пишува албанец цртичка граѓанин на Република Македонија и така натаму. Значи, ние мораме да сватиме дека една работа е граѓанството или националноста, не сватена во етничка варијанта. Националноста е нашиот однос кон државата и односот на државата кон нас. Што ни е пасошот? Тоа е нашата националност, а не етничката припадност, затоа што етничката припадност практично најчесто многу мал се менува во тој државен апарат. Пошто јас колку што знам нема држава во Европа која што има еден данок за фламанци и еден данок за другите. Господин Јоновски, дали треба токму сега да се менува државниот грб на земјата? Тоа прашање е филозофско прашање. Дали треба или не треба. Тоа ние од 91 година навака го слушаме истото прашање. Сега не е времето. Кога ќе биде времето? Дали треба да биде времето? 2014 година беше готово. Значи грбот ќе беше усвоен, но за жал почна одзивите од бомбите, ситуацијата се смени на скроз друга работа. Да не беше тоа, сигурно ќе беше усвоен веќе грбот. Но зошто токму сега се иницира таа тема? Што препознавате ли некоја позадина за цела оваа? Затоа што е отворено прашање, треба да се реши. Следите три гости во емисијата Хералд Јован Јоновски. Професоре, што е Хералд? Титула, старешинство во друштво на гробословно символи. Што означува? И едното и другото. Значи, мојата титула во Сдруженијето е главен хералд, ние имаме уште двајца хералди, и главен хералд е исто позицијата на председателот на Сдруженијето. Од една страна, да, хералд е и титула, но хералд е и звање, или професија, како да речеме. Иако јас не сум професионален, пошто не може од хералдика... Се крие некаква мистика за целата? Не, едноставно, ако земеме историски, хералд е назив на оние кои што се занимавале со процедури, со протоколи во рамките на, или зборуваме средовековна Европа, со разни церемонии, кои што се уште останато само во Обединетото кралство, но и со хералдиката, односно со грбовите, со најавување на грбовите на турнирите, пописување на жртвите после војните и така натаму. Дали со промената на грбот повторно ќе ни следува промена на патните исправи, вклучувајќи тука пасош, лична карта? Очигледно да, нормално, само тоа е прашање на динамика, дали тоа мора до утре да се направи или со истекувањето на
документите, што би било најреалната варијанта. Затоа што нема потреба веднаш да се направи тоа. Господин Јоновски, на крајот, имате вака представа како би требало да изгледа новиот државен грб? Значи, процесот не е отворен. Немам никакви информации во кои правци. Значи, она што е битно е дека Македонија има доволно хералдичко наследство од кое што може да се избере грб. И лавот е еден што се од најчестите, зборено историско, но имаме и други символи кои што се помалце застапени, исто така и на грбови, и во нашите истражувања имат покажано дека освен лавот може да е грифин, значи во германската идеја за Македонија, не зборам германската сегашна, зборувам за германскојазичните од Светата Римска империја, тука е символ со 3 круни или со 3 звона, потоа имаме јарец, има, значи, доволно богато, како да речем, богато истражено културно наследство, од кое што можеме да изнајдеме хералдички грб. Лав, орел, Александар Македонски. Па, орелот не е толку многу застапен, така да не гледам како ќе биде. Александар, значи, зборуваме за европската идеја за Александар Македонски. Значи, не зборуваме за Александар Македонски, кој што се родил таму 3 века пред нашата ера. Значи, не е тоа директно поврзано. Затоа што Александар немал грб, хералдиката е од 12 век и е одраз на европските процеси, кои што стануваат, од кои што ние дел стануваме малце подоцна. Ви благодарам за разговорот. Благодарам и на вас. Со третиот вечерашен соговорник го затвораме и ова издание на ТВ магазинот Трилин. Довидување до идниот петок во исто време.